Видеото објавено пред само неколку дена, на кое се гледа како глутница бездомни кучиња напаѓаат човек на една од улиците во Тетово. Ја разбранува тетовската јавност. Ова не е прв случај на напад од кучиња скитници во Тетово, а решавањето на овој проблем со години наназад се чини како да се турка под тепих. Градоначалникот на Тетово пак Билјалка Сами, потикнат од вознемирувачкото видео кое вирално се прошири, денеска одржа пресконференција на која што рече дека горливиот проблем со кучињата скитници не е само на општина Тетово и дека е потребна национална стратегија за решавање на истиот. Проблемот со бездомните кучиња не е ниту нов, ниту само на општина Тетово. Се работи за сериозен и комплексен проблем со кој се соочува целата држава, а за кој нема национална стратегија по примерот на другите земји. Токму отсуството на стратегија и некооперативност го отежнува справувањето со овој проблем. Самите општини треба да барат решенја без никаква помош од државата. Ние како општина започнавме чекор по чекор, но сериозно да му пристапиме на проблемот. За чие решавање тендерот за ловување и третман на овие кучиња го доби Сдруженијето Амос Шелтер. Првиот чекор предвидува третман на 82 кучиња со претходно подготовка преку собирање податоци од терен, лоцирање на поголемите глутници кучиња и отварање на телефонска линија за вакви пријави од страна на граѓаните. До сега се спроведени неколку акции за заловување. Нагласуваме дека се работи за специфична задача за живи суштества во чиј третман не сме да се дозволи нивно повредување. Затоа проблемот е комплексен и не овозможува да се реши за 1 или 2 месеци. Искрено, започнувајќи со еден вакво сериозен проект за проблем кој е заеднички и не загрижува сите без разлика, очекуваме понудена рака за помош, поддршка и взаемна соработка со сите кои може да помогнат, вклучувајќи ги медиумите. Во врска пак со регионалниот шелтер центар за бездомни кучиња кој треба да биде отворен во општина Врапчиште, Сами појасни како стојат работите. Регионалниот центар кој беше првично предвиден да биде во територијата на општина Брвеница со промена на локалната власт таму, тоа решение се повлече и Советот на полошките општини требаше да донесе нова одлука. За среќа се понуди за таква локација градоначалникот на Врапчиште, кој ни обезбеди таква локација, но тоа е, имајќи предвид дека тоа е земјоделско земјиште, треба да се пренамени во градежно земјиште, која процедура ќе биде подолга. Затоа за овој проблем ја вчера имав состанок со швајцарската амбасадорка во Република Северна Македонија, која е главен донор за вакви проекти, и таа има спремност да помогне, да финансира, но мора да се завршат урбанистичките работи во делот на планирање, носење на детален план за таму, за да може после да одиме со процедури за реализирање на проектот. Инаку проект има, истиот проект што беше предвиден за општина Брвеница ќе може да се реализира и тука. Значи, за следна година се надеваме дека ќе имаме завршена процедура и ќе обезбедиме и средства за финансирање. Инаку општина Тетово пред извесно време започна акција на заловување на кучињата скитници, но и тоа не даде некои големи резултати, со оглед дека градот се уште е преплавен со кучиња скитници, за кои општината и понатаму се правда дека повеќето се носат од други населени места.